Министерот за здравство Азир Алиу денеска информираше дека странската комисија која ги проверувала сомнителните случаи на непотребно извршени кардиолошки операции или упатувања на операции утврдила сомнителни наоди кај 9 од вкупно 13 анализирани предмети. На денешната пресконференција Алиу соопшти дека кај 4 пациенти комисијата оценила дека третманот бил медицински соодветен, навремен и спроведен согласно стандардите на клиничката пракса. 9 сомнителни случаи и наодите од меѓународната комисија ќе бидат доставени до владата, јавното обвинителство, антикорупцијска и сите надлежни институции. Според странските експерти, цитирам, велат вака: документацијата укажува на сомнителни наоди во текот на диагностичката евалуација, например, несогласување меѓу ангиографски наоди од коронографијата и писмениот извештај, пошто следувало несоодветна индикација за процедурите, било ендоваскуларните или хируршките процедури. Во однос на овие случаи, комисијата оценува дека, цитирам, одредени аспекти од третманот и водењето на пациентите биле под очекуваните професионални стандарди и можеби неповолно влијаел врз клиничкиот исход врз нив. Пациентите се на возраст 45 до 78 години, кои што беа предмет на анализа. Анализираните случаи се однесуваат на интервенции и постапки реализирани во здравствените установи, во јавните и во приватните здравствени установи, во јавна здравствена установа Универзитетска клиника на кардиологија, јавна здравствена установа Универзитетска клиника за кардиохирургија, клиничката болница Штип, ГОП 8 септември, ПЗУ Кардио Арт Штип, клиничка болница Жан Митрев и клиничка болница Аџибадем Систина. Жена на возраст од 31 година утрово била убиена по семејна расправија во битолската населба Бајр. За убиството е осомничен 33 годишниот сопруг, кој полицијата веќе го има приведено. Од МВР го потврдуваат случајот. Според информациите од полицијата, приведениот маж се сомничи дека со нож ја нападнал сопругата со која не живееле заедно, пошто таа од здобиените повреди починала на лице место. Смртта ја констатирал лекар од итната медицинска помош. Денеска полициски службеници од секторот за внатрешни работи Битола го лишија од слобода 33 годишниот АР од Битола. Тој се сомничи дека утрово околу 6 часот и 40 минути со нож ја нападнал неговата 31 годишна сопруга АВ од Битола, со која не живееле заедно, а која од здобиените повреди починала на местото на настанот. Лекар од итната медицинска помош констатирал смрт. Лицето е задржано во полициска станица и по целосно документирање на случајот во координација со јавен обвинител, против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Серискиот убиец од Старо Нагоричане, според досега прибраните докази, сторил 4 убиства, а 2 други жени се обидел да ги убие. Според обвинителството станува збор за прв ваков сериски убиец во Македонија со кривичното дело фемицид. Мотивите за убиствата не ги сподели, а само дека работел на ист начин, жртвите ги барал по тоа што се жени и други ниски побуди за кои обвинителството денеска не соопшти детали. Психијатриските вештачења утврдиле дека тој е во добра психичка состојба. Обвинителството ќе поднесе кривични пријави и за лекарите кои констатирале природна смрт кај дел од жртвите, иако тие биле убиени. 25 годишниот овчар од Кумановско се наоѓа во притвор, а обвинението би требало да биде готово за околу 1 месец. Јавното обвинителство Куманово, истражниот центар при Јавното обвинителство Куманово, во соработка со СВР Куманово и останатите надлежни државни органи, по спроведена подобиени нови докази, ја проширивме истрагата против истиот сторител, и тоа за 2 нови кривични дела убиство од квалификуван облик и 2 кривични дела обид за убиство од квалификуван облик, при што сега севкупно се води истрага за 6 кривични дела, од кои 4 се кривични дела довршени
и 2 кривични дела убиство кои што останале во обид. Она што особено би сакал да истакнам е дека, колку што ми е мене познато, се работи за прв случај за кој од доказите произлегува дека се работи за серијски убиец кој што сторил и кривично дело фемицид, односно при вршење на родово базирано насилство. Истрагата ќе продолжи и очекуваме за кратко, за реално време да поднесеме и обвинителен акт против ова лице. Воедно ви известувам дека ова лице се уште се наоѓа во притвор кој што му беше продолжен. Министерството за европски прашања и Институтот за европска политика денеска го организира третиот состанок на Националниот консултативен механизам за реформската агенда. На јавната панел дискусија се обратија министерот за европски прашања и национален координатор за спроведување на реформската агенда Беким Сали и представникот на делегацијата на Европската унија Штефен Худолин. До сега ние имаме некаде околу 40% исполнување од, ако погледнеме првата година од реформската агенда, сега сме во очекување на оценката од Европската комисија која што треба да дојде за декември 2025 година, меѓутоа веројатно Европската комисија е тука повеќе во позиција да ги оцени тие чекори. Она што знаеме дека од нашиот мониторинг кој што го објавуваме редовно, дека за овој период имаме подобар успех. Знаеме и дека од она што го чувме неформално од Европската комисија ќе очекуваме дека дел од тие чекори кои што беа заостанати ќе бидат имплементирани. Тоа што би сакала да го споменам на крајот е дека овој мониторингот на реформските агенди е значаен за нас не само од аспект на следење на реформите, туку затоа што сите градиме капацитети за нов механизам кој што би требало да се применува и во идните циклуси на финансирање од страна на Европската унија. Веќе сме во средина на нејзиното спроведување. Оценки до сега има, кои што сега се разгледуваат во Европската комисија, ќе следи уште една оценка на постигнувањето на крајните рокови, а целта на денешниот конкретен состанок е поголемо вклучување на граѓаните и подигање на свеста дека институциите одговорни за спроведување на реформската агенда можат да бидат повикани на одговорност доколку не се спроведува реформската агенда. Околу 200 метри кубни отпад само во главниот град биле собрани во рамки на акцијата Генералка Викенд, која се одржуваше во текот на минатата недела. Информацијата ја потврди Скопското јавно предпријатие Комунална хигиена. Се чистеше кеот на реката Вардар, опфаќајќи ги двете страни на речното корито, при што стотици учесници во акцијата собираа најразлични видови на непрописно одложен отпад од брегот и пешачките патеки. Паралелно активностите се реализира и во сите скопски општини, каде што граѓаните и волонтерите го одлагаа собраниот отпад на претходно определени пунктови, најчесто во близина на училиште и градинки. По завршувањето на акцијата, екипите на Комунална хигиена го превзедоа и транспортира отпадот од сите локации и, како што веќе објавивме, собраа вкупно 200 метри кубни отпад. Викендов градот Виница ќе се приклучи кон маршот на ангелите, протестен собир кој се одржува по трагедијата во кочанската дискотека Пулс, каде што загинаа 63 лица. Нашиот штипски дописник Трајан Ристовски е на оваа тема. Во сабота на 16 мај, градот Виница за прв пат ќе се приклучи кон маршот на ангелите, настан што се организира во чест на 63-те жртви од трагедијата која потресе целата јавност и зад себе остави неизбришлива болка кај семејствата, блиските и преживеалите. Под мотото за да не се повтори никогаш за вистинска правда, учесниците ќе испратат порака дека сеќавањето на загинатите не смее да згасне, но и дека одговорноста за трагедијата не смее да остане само символична. На последниот марш во Кочани порачаа дека ова е повик за вистина, правда и системски промени, кои ќе спречат вакви несреќи да се повторат во иднина. Ние сме на улица, не затоа што сакаме хаос,
туку затоа што правдата ја претворивте во неправда. И запомтете, ниту една функција не трае вечно. Собирот е закажан за 16:45 на плоштадот Ангел Винички, додека почетокот на маршот е планиран за 17 часот и 5 минути. Оттаму граѓаните ќе маршираат низ градот во знак на почит кон згаснатите животи и како поддршка за сите семејства што и денес се соочуваат со последиците од трагедијата. Повеќе од 500 повредени и преживеани се уште ги чувствуваат физичките и психолошките последици од трагичниот настан. За Сител, Трајан Ристовски.